Добро вечер, јас сум Горан Теменогов, а вие гледате економски магазин на Алсат. Полека изминува оваа 2019 година, а за 10 дена би требало да заврши политичкото владење на премиерот Зоран Заев и владата би требало да добие технички премиер. Но после вчерашната изјава на премиерот Заев, прашање е дали ова ќе се случи. Тој најави дека можно е да се одложат изборите закажани за 12 април 2020 година. Освен за ова, во денешнава емисија ќе го сублимираме економското владење на коалицијата СДСМ-ДУИ. Останаа неодговорени многу прашања. Затоа најповикан за давање објаснување е токму премиерот Зоран Заев. Добре дојдовте. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Задоволство ми е што сум прво во економска емисија, задоволство е секој што сум ваш гости. Премиере, вчера малце ја здрмавте јавноста дека можеби нема да има избори на 12 април 2020 година. Прашањето е ќе има или нема да има? Секако ќе има и треба да има. Еве за економија ќе збориме вечерва, најповеќе заради економијата, најповеќе заради планирањето на стопанството, на сите компании, на домакинствата, на семејството и слично, треба да има, но впрочем тоа е и причината зошто и може да се одложат изборите ако некој ги загрози токму тие економски планови, кои што се составен дел на владините програми, кои се составен дел на она што го работи парламентот и слично. Затоа реков дека ние нема да дозволиме некој на недозволив начин, на перфиден начин, на скриен начин да ги блокира платите, пензиите, економските политики, инвестициите, развојот во државата или слично, се со конечна цел некои изборни калкулации или слично. Сега морам овде да ве подсетам, вчера се навршија 7 години од црниот понеделник, каде што пратениците на СДСМ, тогаш во опозиција, беа тепани во собранието затоа што не прифаќаа да биде донесен буџетот за 2013 година, кој што го карактеризира како грабеж на народот, односно требаше да се зголеми со тој буџет и пензиите и платите во администрацијата. Тогаш знаеме како поминаа пратениците, како поминавте и вие пред собранието. 7 години и после тој ден вие сметате дека треба во собранието да поминат закони кои што исто така ќе ги зголемат платите, ќе ги зголемат пензиите. Ја обвинувате опозицијата за обструкции, ги сменивте улогите на еден начин и едноставно која е разликата од тогаш до сега? И како има разлика, за сите наши политики ние комуницираме, дебатираме, најавуваме, имплементираме. Знаете дека политиките се донесени заедно со синдикатите, со коморите, низ еден диалог кој што трае некогаш и година и пол и слично. Голем дел од овие политики се такви. Впрочем, дел од политиките се на основа на резултатот крупните политички прашања до сега. Договорот со Бугарија, внатрешната интеграција што ја создадовме, договорот со Грција, интеграцијата во Европската унија и НАТО, сето тоа го правевме заради економски стандард. И сега треба да се имплементира. Тоа го најавуваме, тоа го разговараме и со сите. Суштината за различноста меѓу тогаш и сега е апсолутно никој не разговараше за ништо. Се лупка работите директно на маса и се сакаат да се имплементират со конечен импакт за задолжување на државата со огромни стотици милиони евра. Сега зборуваме за имплементација на буџетски средства, кои што буџетот е донесен, законски решенија треба да се донесат за реализација на самиот буџет. Да, но од друга страна можеме исто така да кажеме дека еве на 126-та седница на собранието 125 закони, огромен дел се по скратена постапка, односно да нема јавна дебата. Значи се лишува парламентот да разговара по нив. Некако исто е, ама не е исто, но значи не... генерално повторно како да не се слуша опозицијата и сака да се искористи овој теснец за да нешто мора да се заврши, да се донесат закони без да има јавна расправа. Па заради тоа што слушам по опозицијата одиме на избори. Така е. Така е. Така да ние сме разумна власт, многу често знаеме да ги коригираме нашите политики, да се повлечеме чекор назад, да слушнеме и граѓаните, и опозицијата, таа е корективот во државата и да постапиме по таквите прашања. Опозицијата не е против покачување на пензиите, како би била, тоа е за нашиот народ, за покачување на платите, на лекарите, на учителите. Дали е пред избори и тоа да се случи? Не, ама за тоа е дел од фискалната стратегија, тоа е дел од политиките кои што се вградени во државата. Знаете како 2,5 години немаше покачување на пензиите освен со покачувањето на трошоците, кои што беа некои 800 денари. Затоа сега имаме сериозен фискален аспект и капацитет да направиме едно покачување на пензиите без секако да ги нарушиме состојбите во државата. Верувам ќе зборуваме за ова емисија на овие работи. Опозицијата не е против покачување на платите, како би била против покачување на платите. Но пред избори едноставно да ве прашам, дали сакате да ги подкупите гласачите со повеќе пари пред избори, како што правеше и претходната власт? Апсолутно не. Јас сум Зоран Заев, кој што беше предводник на сите политики, постапки, закони за промена на уставното име на државата. И
тоа апсолутно не е популистички. Тоа е стратегиски важно за државата, без разлика како тоа ќе влие на политички рейтинг или слично. Јас сум истиот Зоран Заев, кој што ја водеше владата додека го стабилизираше пензискиот фонд, која добивав пораки директно од граѓаните. Фала ти, господин Заев, 37 денари покачување на пензиите, фала ви, многу ептен. Знаете како тоа не е добро, ама на сите сум објаснувал и јавно и директно во комуникацијата. Ве молам. Значи сите сакате да имате пензии до крајот на животниот век. Сакаме и ние помладите да чекаме пензии. Мораме да го стабилизираме пензискиот фонд. Јас сум истиот Зоран Заев, кој им кажа, почитувани работодавачи ќе платите 0,5%. Придонеси повеќе. Зошто? За да стабилизираме пензискиот фонд и здравствениот фонд. За тој дали го стабилизиравте, бидејќи бројките малце не штимаат. И ќе дебатирам до крај за овие прашања, но дефинитивно рековме, сите крупни политички прашања кои што ги носиме, се заради економскиот стандард на граѓаните. И тој економски стандард е започнат како постапка со одредени одлуки донесени од март, од април ова година, кога сите не знае дали ќе има избори, сега сите планиравме ако не е декември, октомври да бидат изборите. И затоа едноставно верувам дека кој и да го употребува или злоупотребува дека ова е заради избори, апсолутно не е така. Оти имаме право сите политики кои што дале резултат да ги распределиме рамноправно према граѓаните и сите да почувствуваат бенефит од таквите политики. Ќе зборуваме за политиките после првиот сет реклами. Останете со нас, се враќаме во студиото после реклами. Во студиово е премиерот Зоран Заев. Разговараме за економските политики. Рачистивме некои делови зошто им се брза со законот за плати и за пензии, зголемување на платите и на пензиите. Кажа дека не е тоа за да се подкупат гласачите, туку дека треба да се имплементираат политиките, но да рачистиме уште неколку делови што останаа во изминатиот период нејасни, на пример, а сега на почетокот би сакал да ги разјасниме. Дали дел од политиките што сега ги имате како влада и како Министерство за финансии што ги води Нина Ангеловска, беа причина да биде разрешен, односно изметен претходникот на Ангеловска, Драган Тевдовски. Дали беше сменет од позицијата затоа што не сакаше да прифати дел од политиките како што е големото зголемување на пензиите, бидејќи знаеме дека министерката Мила Царовска направија се за да го стабилизираат пензискиот фонд. Така е. Значи прво така е дека сите сме работеле за бенефит на нашиот народ. На крајот не бират нас како политичари и тоа во компетенција да изберат најдобрите граѓаните кои што ќе вродат со политики кои што ќе почувствуваат сите прво бенефит и тоа да биде колку што е можно поширок круг и опфат на граѓаните. Сите овие политики кои што ги отпочнавме буквално од 1 јуни 2017 година ги отпочна Тевдовски, продолжи да ги имплементира во делот на финансиските политики Нина Ангеловска, се конзистентни политики и политики кои што се рационални по слухот на граѓаните и она што покажуваат математиките. Значи еден од првите социјалдемократи во делот на левичарските финансиски политики е Драган Тевдовски. И јас сум учел од него и како професор и како теоретичар и слично, а со приватната пракса како моје искуство и со секако и другите капацитети на државата и министрите со кои што работам, на крајот сме направиле еден убав концепт кој што треба да значи прво стабилизирање на сите политики, стабилизирање на фондовите, стабилизирање на фискалните политики во државата, создавање на еден капацитет на растење на приходниот дел во буџетот, за да може на крајот да направите распределба подеднакво важно за сите. Така да ние, за сметка на покачувањето на пензиите, на платите и слично, правиме дополнителни стимулации за покачување на платите во приватниот сектор. Ја подигнавме минималната плата паралелно на субституциите на платите кои што ги даваме, ама и продолживме со политиките на директно поддршка на стопанството. Зошто? За да може тоа да биде поконкурентно, покомпетабилно, а и на крајот на денот да дава исто така повисоки плати. За тој дел и за замрзнувањето на дел од политиките што ги имавте. Тука нема никакво влијание. Делот на даночните политики кои што беа донесени, не беа само од Тевдовски донесени, беа од Зоран Заев донесени за правичниот данок или слично. Да, но кога ги гледат прогресивниот данок го замрзнавте на 3 години, не го воведувате исто во наредните 3 години даночењето на дивидендите и каматите на депозитите. Тоа беа идеите што треба да стартуваат од 1 јануари, кои што ги промовираше господинот Тевдовски. За жал не обезбедивме изјави во минатиот период да се произнесе. Добар со партиец вие да ви кажам. Не сакаше да зборува, но зошто ги замрзнавте? Дали ја напуштите социјалдемократската матрица? Немојте, ние сме еклатантниот пример за инвестиција во човечките ресурси во државата, во човечкиот капитал, во човекот, во поединецот.
Тоа полевичарски здравје. Покачувањето и поддршката на правата на работниците, финансиската поддршка на работниците генерално во државата, стечајните работници, земјоделците, до индивидуалниот земјоделец со сите политики кои што стигаме, субституцијата на пензиите на крајот, сето тоа е левичарски. Немојте само низ прогресивниот данок да ги гледаме ваквите работи. Само морам да појаснам. Прогресивниот данок, политика на Тевдовски, но политика на Заев. Кога видовме дека резултатите од прогресивниот данок во вакво обкружување кое што сме, со една Србија, Косово, Бугарија или слично, не ги даде очекуваните резултати од неколку причини. Прво, не сме обкружени со Данска, Шведска, Норвешка, Холандија, сме обкружувани со балканските земји. Вториот дел е тоа што дефинитивно не ги внимателно поставивме сите параметри внатре. Ни се случуваше да едно 4-члено семејство, само едниот родител работи, зима 105.000 месечна плата и тоа е оденочен. Имаме семејство со многу имот, многу дуќани, многу куки, многу станови и се. Двајцата родители во семејството и две деца, например, зимат по 70.000 денари плата и тие не ги фаќа по високото прогресивното даночно оптеретување. Така да моравме да направиме претходни нивелации. На крајот, што видовме за резултат? Зошто се повлековме? Честно тоа го објавивме. И мислам дека ретко се во светот власт да се коригира заради тоа што ги гледа самите параметри. Воведовме прво даночни пријави кои што ги дава Управа за приходи и таа го контролира наплатата на персоналниот данок на доход. Не чекаме повеќе граѓаните да ги направат пријавите. Тука имаме зголемување на персоналниот данок. Имаме 54.000 работни места. Еве сега во моментот 59.564 нови работни места. За сите нив има персонален данок нов во државата. Истовремено порастот на платата, просечната плата е порасната за 2.400-500 денари, скоро со најновите податоци кои што ги имаме заради користењето на овие мерки. На нив има персонален данок. Исто така и тоа е зголемено во делот на персоналниот данок. Така да 90-95% од зголемувањето на персоналниот данок доаѓа од тоа. Но падот на данокот на добивка ни покажа што прават компаниите. Мобилноста на капиталот денеска е многу едноставна работа, за 15-20 минути. Отварате сметка во Прешево, отварате сметка во, не знам, во Софија, на Качанак, во Качанак и готово. На основа на консултантски услуги пренесувате парите, плаќате помали даноци, па ги внесувате внатре во државата. Зошто го изметовте Тевдовски? Која беше причината да го разрешите? Толку не можеше да прифати вакви политики, која беше да биде сменет? Значи, прво, еден дел се работи за похрабри политики, јас тоа го кажав во парламентот, за кои што очекував и јас да се нафатам. И не е честно да очекувам секој еден од министрите да прифати видувања како што ги имам јас. Јас го почитувам правото на секој човек, неговите видувања, за одреден број на политики со Тевдовски сум разговарал и знам дека дојде време на решени крупни прашања во државата. Интеграцијата е недвојбено јасна и фиксирана со се, доаѓа делот на економијата. И го направив чекорот заради тоа што интенцијата на мерата беше јас да ја преземам одговорност и честа во Министерство за финансии. Така да антикорупска реагираше, опозицијата реагираше. Знаеме како дојде тоа, тоа беше само политиката. Добро. Драган Тевдовски е денеска мој пријател. Јас вчера видов една убава слика, заедно сите бивши министри за финансии, имале една вечера, едно дружење, пијачка или било што било, каде што и он, се радувам за таа работа. Тој е креатор на нашите политики во Социјалдемократскиот сојуз, универзитетски професор со практично искуство создадено и од други земји, каде што докторирал, каде што учел и верувам дека тоа е соодветен капацитет на државата и голем капацитет. За Тевдовски, инаку да знаат граѓаните, во последните 3 квартала од кога беше министер, испорача економски раст како министер за финансии 6,2, 3,9 и 3,6, што е солиден раст за било кој министер за финансии. Економски раст на што? На БДП. Растеше БДП-то во неговите последни 3 квартала од 6,2, 3,9 и 3,6 растеше бруто домашниот производ во последните 3 квартала кога беше министер Тевдовски. Океј, го спомнавме зборот, не зборот, туку го спомнавме. Првиот квартал е 4,1. Вака. Не, јас зборам последните негови 3 квартала. Значи зборуваме од минатата година последниот квартал и првите 2 квартала од годинава. Значи сменете во јуни. Но викате 6,3% раст. 6,2 е последниот квартал минатата година. Четвртиот квартал последната година 6,2. Тоа ви извади. Инаку имаше 6. Еве ги, тука се податоците. Да се вратиме на ПИО.
Мене, знаете, имавме дебата и на пресконференцијата, морам да ги споделам бројките. Значи, во 2018 година сте префрлале во ПИОМ, значи ставката што е префрлана е 364 милиона евра. Од кога директни дотации, значи, за да може да се исплава, таа е поголема генерално, но ова е она што споревме на пресконференцијата, 364 со стабилизација во 2019. А тоа е околу, мислам дека е околу 20 милиарди денари нешто. Во ПИОМ во 2019, од кога ги зголемивте придонесите за 0,4 за ПИОМ, успеавте оваа бројка да ја намалите, значи, на 303 милиона евра, значи со ребалансот на 303 милиона, при што за наредната година повторно ја пумпате оваа сметка за 320 на 328 милиона, односно за некои 25 милиона плюс, при што мора да се напомене, за да биде појасно ние што следат малце повеќе вакви бројки, дека во овие 320 се плюс влезени 0,4 дополнителни 0,4% за фаќање од компаниите за ПИОМ. Зошто ја пумпате оваа бројка? Би требало да се намалува, гледаме дека у суштина вие сериозно ја напумпавте. Дали него нарушивте концептот што го изгради Министерството за труд и социјална политика и финансии за одржлив фонд на долги стази? Апсолутно не. 364 милиони велите, беше 2018, така? 364, да. 364 милиони, паднала на 303. 3 со ребалансот, сега така, 328, плюс имаме нова давачка од 0,4%, односно вкупно 0,8% од компаниите што се зафаќа. Трендот на растење низ годините наназад кулминираше, вие гледате само дел од дотацијата. И само да ви кажам, оние 8 милиарди 150 се извадени од оваа сума, значи таа ги оставаме на страна, за ова е другата ставка која што е без нив, значи што се преземени од времето на Никола Груевски владењето. Ова е буквално одржливоста на трансферот што го има Министерството на нови средства. Затоа дискутирате за ставката од 21 милиарда, не од 30 милиарди, кои што беа. Така. Еве низ евра како што почнавте вие. Да се објасниме многу добро. Трендот на растење на дотациите од буџетот во фондот се до 2018 беше нагоре и стигна 364 милиони евра. Затоа презедовме вакви политики, дека таа дупка мораме да ја стабилизираме, односно прво да го спречиме трендот на раст. И ако може, после тоа да паѓа. Со ваквите двогодишни интервенции 0,5 и 0,5, од кои што од 0,5 0,4 се во фондот за пензиско, другото е здравствено, имаме за цел да ја стабилизираме дупката. Како ќе паѓа? Со нови работни места. Ќе се отвара дополнителни работни места, каде што ќе го полнат природно самиот фонд, а со тоа ќе паѓа потребата државата да дотира. И сега, пораснало тоа до 364, ние сме до 364 милиони. Се намалило наеднаш заради политиките на 303 милиони. Дел од тоа намалување, ние викаме сега ќе почастиме пензионерите, заради тоа што фондот за пензиско за нив постои, а при тоа не само што е стабилизирана дупката, току таа останува намалена на 328 милиони, повеќе не е 364. Да, и се полни дополнително со 0,4%, така што е поголема е дупката генерално. Тоа се проекциите на владата, кои што не беа и такако популистички баш за Заев, Тевдовски, Нина и било кој. Така да, треба да се разбереме. Да знаат граѓаните. Дупката во фондот повеќе не расте. Второ, дупката во фондот е стабилизирана. Трето, дупката во фондот е намалена и покрај покачувањето на пензиите од 700 плюс 200 денари со покачувањето на трошоците. Тоа е голема придобивка. Ако продолжи трендот на работни места, кој што го имаме во државата, и растот на платите, кој што го стимулираме со сите наши активни економски мерки, од минимална плата до субституција на платите, до пазарот на трудот, квалификацијата на работниците, поддршката и тренингот на работниците, сето тоа ќе значи плюс приходи во пензискиот фонд од работа. Односно, новите работни места, новите, ќе полнат фонд, повисоките плати ќе полнат фонд, минималната плата ќе полни фонд, сето тоа се одговорни и честни политики за државата. Да видиме дали ќе биде така или повторно ова ќе биде популизам. Добро, ќе видиме, ќе следиме, тука сме, здравие Боже, но например при укојнувањето на прогресивниот данок една од причините беше направена анализа од еминентни економисти кој што утврди одлевање на парите и затоа беше. Не само пред да поставите прашањето. Конкретниот пример за левичарски и десничарски политики. Во времето на десничарите, на Груевски, тие ги укинуваа придонесите, за да им учинат на капиталистите, така, на капитал факторот. Ние што правиме сега?
Ние зголемуваме да понесат многу, и гледаме дека тоа добивката тоа е кај една богата класа. Можат малку повеќе да отворат тоа кесето, да платат повеќе, за да има солидарно на Ма не секаде. плаќаат. Прогресивецот требаше да ги натера да платат. Не. Еве се овие 0,5 кој ги плаќа? Работодавачите ги Да, ма, плаќаат. дел имаат и субвенционирање, на пример, ако ја покачат платата, баш доаѓаме до Ги тој дел. плаќаат и таа стабилизација ја плаќаат и еве оди за пензионерите. Добро. Како што исто така, заради минималната плата, плаќаат повеќе плати. И тоа го правиме низ диалог, низ разговор. Не супериорно на див, не империалистички наставено или слично. Така да јас верувам дека ваквите левичарски политики дават мултиплицирачки ефекти. И тоа не е наша измислена топла вода. Видете какви бариери прекрши Антонио Коста во Португалија, како левичар. Политиките на инвестирање во човечкиот капитал ја решија кризата во Португалија и во моментот е со најголеми проценти на раст. Народот директно чувствува потрошувачката моќ е зајакната и тоа не само што ја стабилизира економијата, е силен двигател на економскиот раст во државата. Човечкиот капитал многумина смета дека не треба да биде плата и пензии, туку да биде во образование, односно да продуцираме деца, идни кадри кои што ќе можат да одговорат на пазарот на трудот. Значи не е само да се даде за потрошувачка лична, јас сметам дека не треба толку да се поттикнува личната потрошувачка, бидејќи се што купуваме генерално од увоз, многу малци имаме домашно производство за стоки за широка потрошувачка, дури и храната ја увезуваме, значи, но зошто вие при прогресивниот данок при укинувањето правевте анализи и го укинавте, а при зголемувањето на минималната плата само се договоривте, при што и ја субвенционирате разликата од 10.000 на 4.500 денари, на 14.500 денари, да може да бидат субвенционирана со како зголемување на платата, па да бидат придонесите платени. Зошто не направивте анализа која е оптималната минимална плата во целава работа? Бидејќи некои економисти викаат дека 13.000 денари е оптималната за да може да издржи стопанството. Значи, никаде ништо не сме изнасилили. 16 ми беше ветувањето. Така ми стои во програмата на влада, кога ме избра за премиер. Да имав 4 години, веројатно ќе ги стигневме 16. Јас верувам дека 2020 можеме да ја стигнеме 16. И можевме во разговор со работодавачите, од синдикатот нормално прифаќа тоа, со работодавачите да одиме на 16. 2,5 години ги правиме сите анализи на сите овие мерки. На крајот, последното покачување, гледате, после 1,5 година се случи. Заради сите овие анализи. Ние може да дадеме колку сакаме повисока минимална плата, ама кога затвориме компанијата текстилна, џабе се. Анализите ги направивме на параметри заради тоа што потребата и недостатокот од квалификувана работна сила сама по себе го прави притисокот на растот на платите. Овде државата подаде рамо, интервенира. Зошто? Ти беше способна да подаде рамо. Парите не ги лупкаме по споменици по музеи. Тука се. И сега тоа купче на пари, тоа е на граѓаните пари во буџетот. Рековме како е најдобро да го распределиме. Во услови кога пазарот на трудот ги прави притисокот и недостатокот на квалификувана работна сила и платите по природен пат растат. Тоа доведе аналитички да се постави 14.500 денари просечна плата. И при тоа во услови кога државата со 40 милиони евра конкретно проектирани во буџетот интервенира во субституцијата. Само во ноември месец наназад, кога луѓето знаат дека за декември ќе важи субституцијата на плата, само во ноември повеќе од 90.000 работници ја користат ваквата мерка. Ако ние тргнеме со декемвриската плата и јануарска да стигнеме над 150, над 160, тоа се 20% од вкупно вработените граѓани во нашата земја. 20% на 25.100 просечна плата по последниот месец од септември тргнува. 20% е 30.000 денари пораст на платата. Така да го кажувам тоа, зошто? Го одиме на еден природен тек. Каде што? Продуцираме на еден внимателен, елегантен, низ диалог разговор по правична распределба на националното богатство и доход. Давање кај граѓаните, но за возврат, на пример, ако има пари буџетот, гледаме дека нема баш многу, бидејќи повторно имаме дефицит од 300 милиона за наредната година, зборувам, толку беше и за оваа година. Гледаме дека јавниот долг ни расте, значи не го намалуваме, а време е да почне да се намалува, бидејќи не знаеме и нината што ќе донесе, и овие 47,7% од јавен долг од бруто домашен производ би требало да се намали реално малку од малку. Гледаме дека не се
инвестира во капитални инвестиции. Со октомври за првите 10 месеца реализирани се само 40%, тоа значи 4% месечно е правено, нема да стигнете веројатно до 60% до крајот на година. За 2 месеца ако успеете 40%, се реализираат, сега се плаќаат фактурите. Значи, физичката реализација сега се прави со голем парите. успех, тоа ќе биде голем успех ако успеете за 2 месеца да фактурирате, односно да исплатите 40% од капиталните инвестиции. Зошто ги прелевате парите кај граѓаните толку многу, значи како минимална плата, како пензии, да, треба да живееме подобро, сите се радуваме кога има зголемување, но имаме горливи проблеми како што е на пример еве јавниот долг, како што е дефицитот, се е тоа поврзано и на крајот од денот зборуваме за човечки капитал, еве ние имаме 20, 30, 40 прилога е направено, во одредени училишта се уште нема учебници, завршува првото полугодие, не се испечатени физички, немаат учебници, децата не можат да учат. Значи нешто не штима во системот, а од друга страна им даваме на граѓаните, им даваме пари, им давате вие, изимате од нас што? Да, ние даваме во даноци, а вие ги прераспределувате, гледаме дека основни функции не функционираат, а се прелеваат во друга, стотина милиона. Една лепеза на прашање има овде, Се е поврзано, се е тоа за преливањето на пара. Баш така конективно, поврзувачки да и дадам и одговорите на сите овие прашања. Интервенираме во сите сегменти. Подобруваме образование, подобруваме здравство, подобруваме култура, социјална заштита, сите аспекти, земјоделие, да не зборувам за сите аспекти, баш за сите аспекти. За едни политики не значи кратење од други политики. Благодарение на стабилноста, ликвидноста и солвентноста на самиот буџет, ние можеме да генерираме веќе вакви политики. Зошто можеме? Заради тоа што сите овие крупни, ризични за политичарите одлуки беа донесени. Некои ги викат храбри одлуки, некои ги викат конечно расчистување со сето тоа што беше тегоби на државата, за да можеме да имаме ваква фискална или финансиски капацитет, да можеме да буквално ги поддржуваме сите политики. Сега, секоја земја за дел како акцелератор на својот развој го користи и јавниот долг. Секоја земја. Груевски од 20% на 48,5% го зголеми јавниот долг. Така беше? По бруто домашен производ. Така е, неспорни се бројките, ги знаеме генерално сите. Така, повелете само... И сега, јас се надпреварувам, нормално е. Така, како родител дома, сакате следната година да направите повеќе од претходната. Еве да не тргнеме заев нас проти Груевски. Туку, еве сега, ние сме веќе 2019 година, ќе бидеме утре 2020 година, логично да правите повеќе. Зголеми државниот долг, односно јавниот долг, за повеќе од 25%, заев го намали за скоро 1%, од 47,7 е сега јавниот долг, а беше 48,6. Така е. За 0,9 сме го намалиле јавниот долг, а сме дошли до вакви политики, каде што даваме се заедно, што стига до стопанство. Околу 80 милиони евра, зборувам со ИПАРДот, зборувам со поддршка во економијата од делот на земјоделието, директните преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, преку ИПАРД, преку ова ФИТАР, Фондот за инновации и технолошки, сите поддршки што ги правиме. 80 милиони евра се вкупно пари кои што доаѓаат директно во поддршки на стопанството. При тоа сме алоцирале 3,1 милиарда за пензии, 1,5 милиарда евра за плати во образованието, 1,5 милиарда евра во здравството и така натаму. И при тоа нема ни еден денар долг за овие средства. Единствените задолжувања кои што ги правиме се за инфраструктурата. 2,5% беше дефицитот 2019. 2020 е проектирана на 2,3%. Значи паѓаме со дефицитот и на долг рок тоа треба да го стабилизира се вкупниот јавен долг и дефицитот до државата да биде на најминимално ниво, да паднеме под 2%. Тоа значат домакински и рационални политики. При едни вакви политики, еве ги какви расходни ставки реализираме. Јас верувам дека ваквите успешни економски политики, кои што прво се сериозни, второ се одговорни, трето се прогресивни политики, ги дават резултатите во нашата земја. Пред 2,5 години, не пред 11 години, пред 2,5 години имавме минус 1,8% раст во еден квартал. Сега сме 4,1, 3,1, 3,6. Просек 3,6 во сите три први квартали во ова 2019 година. 3,6 за 9 месеца. И тоа се сериозни успеси за кои што имаме над 7,5% раст на приходите во државата, се вкупните приходи, над 5% раст на даночните приходи во државата. Имаме дефицит од 300 милиона. Рековте дека дефицитот го користите за инфраструктурни, се задолжувате. Дефицитот е дупката во буџетот, односно парите што недостасуваат, односно разликата од она што
што го трошите и она што го прибирате. Значи викате дека ги трошите за 300 милиона за инфраструктурни проекти. Еве на пример овде 2018 година, бидејќи е завршена, можам да зборувам, исто така дефицитот беше околу 300 милиона евра, а вие сте успеале за инфраструктурни проекти да потрошите само 197 милиона. Значи останатите 103 милиона евра па не биле за инфраструктурни проекти, туку сте се задолжени за нешто друго. Бидејќи да сте ги биле за инфраструктурни, ќе сме ги виделе овде. Ќе биле 300, ќе биле 301 милион, колку што сте планирале. Во инфраструктура спаѓа пат, железница, газ, водовод, канализација, така? Електрани може да биде исто така. Еден дел од тоа се исто така капитални инвестиции, може не се инфраструктурни. Може се школи, може се детски градинки, може се нови столбови за улично осветлување. Исто така се капитални. Ја само ќе ви кажем, еве 600 милиони изградба на автопатот Миладиновци Штип 2017 третиот квартал до 2019. Не, тоа е 80 милиони. Океј, автопатот Кичево Охрид, но на крајот, да, не спаѓа во овој дефицит. Не зборувам за дефицитот. Така, јас зборувам за капиталните инвестиции. Не, ама јас кажувам каде ги повлекуваме кредитите. Да, добро, тоа се на крајот тоа спаѓа во јавниот долг. Така. Се калкулира. Изградбата на гасоводот 55 милиони, изградбата на коридорот 10-20 милиони, изградбата на пат Радови Штип 20 милиони, проектите за патишта 20 милиони се сите други регионални, проекти за магистрални и регионални патишта дополнителни 20 милиони, проектите за малите и средни предпријатија 32 милиони евра. Единствено ги влечеме за развојни проекти, капитални инфраструктурни проекти во државата. Ние не влечеме кредити за плати, за пензии, за социјални трансфери, за здравство или за слично. Тоа го обезбедуваме точно нашите средства и дополнително наши средства имаме за капитални инвестиции, односно капиталниот развој не го финансираме само од кредити. Заради тоа што дефинитивно сето тоа што поставува во јавен долг, дополнително зголемување, еве во апсолутен износ, некој вика 600 милиони, јас слушам опозицијата, иако во релативен износ, кога ќе гледате од бруто домашен производ, од цел свет мери со бруто домашен производ, тоа е паднат од 48,6 на 47,7. А имаме ваков развој во државата. На вистина 730 километри патишта, локални, регионални, експресни, магистрални, автопатски, се изградени во државата целиот овој период. Тоа се сериозни податоци. Изградена е стотици километарска инфраструктура во природниот газ, во националниот гасовод. За природниот газ во националниот гасовод. Изградени се сериозни капитални проекти во државата, кои што се реализирани за 2,5 години, изборувам. Во време кога се решаваат сите крупни прашања, кога ги изполнивме стратешките интереси на државата. А зашто Блаце не можете ништо да направите? Еве повторно еден неуспешен тендер, никако до нова година беше. Како што гледаме? Така? Успеа, ама требаше до нова година да почнете да ги градите веќе 2,5 километра, а и паралелно да го терате другиот тендер за останатите 10, па не успеавте никако да го направите. Вие сте... Рековме дека почетокот на годината 2020... Апсолутно, тоа не го дозволувам да го кажете, оди апсолутно не сме исто. 100% спротивно сме од претходните на добро. Нема ни едно удрено, ни едно колче на тој пат. Како нема? Значи, прво, кога имате проект без геомеханика, без завршена експроприација, без проектирани и трасирани траси, несериозно само заради популизам или за не знам да покажете дека имате, да тргнете. Секој пат сме оделе од сериозни политики. Завршена е геомеханиката на останатите 10 километри кои што стануваат. Тендерот почетокот на годината ќе се објави за останатите 10. Заврши тендерот на овие 2,5 километри. Конечно вториот тендер е успешен. Имаме 3 компании. Една од трите ќе се избере која е најконкурентна. И почнуваме првиот квартал да го градиме. Скопје-Блаце автопатското решение, додека почнуваме во првиот квартал, се објавува тендерот за вториот потек од 10 км. Тоа е сега приоритет во делот на патната мрежа која што ја градиме. Тоа што се првата лопата која ќе се фрли на автопатот, бидејќи и лани изборувавме дека само што не било во оваа емисија и оваа година неколку пати само што не било, еве од вас, за да можеме тонска изјава што викаме која ќе почне. Во првите 3 месеци, во првиот квартал од 2020 година ќе отпочне практичната изведба на автопатот Скопје-Блаце. Зошто? Заради тоа што понудите се доставени, имаме, фала Богу, компании. На првиот конкурс немаше компании. Сега имаме компании и ќе се направи изборот и може да почне да работат. Така да, јануари, февруари, март, тие се 3 месеци од првиот квартал. Во првиот квартал ќе почне изведбата на автопатот Скопје-Блаце. Зборувавме за инвестиции, за капитални. Вчера објавивте дека ќе се објави тендер за набавка на опрема на РЕК Битола.
лидерот на опозицијата, поранешен директор на ЕЛЕМ, имаше објавено таков тендер. Кога дојдовте се смени во јуни 2017 година, една од првите работи што беше е поништување на тој тендер, со ветување дека ќе биде распишан нов, поевтин, подобар, поквалитетен тендер, за да се набави опрема за рек Битола, односно да не зависат од надворешни фирми кои што копаат јаглен. Зошто се чекаше 2,5 години? Зошто првин се поништи тој тендер? Зошто се поништи еден тендер што го распиша раководството кое беше назначено од оваа власт? И дури сега има нов тендер кој што да се набавува опремата, и тоа пред избори, нешто слично како и претходните што правеа, околу избори распишува тендер. Зошто се цица можноста до крајни граници приватни компании да земаат пари околу 40 милиона евра годишно од рек Битола и таман пред избори да се распишуваат тендери? Значи, на 2,5 години од мандатот, кој што ми е добен, стартувајќи од 1 јуни 2017 година, се распишува тендерот. Зошто предходно се поништи тендерот, кој што беше распишен од господинот Мицковски, додека беше директор на ЕЛЕМ, тогашен или сегашен СМ, заради тоа што самиот тендер имаше услов најповолна цена. При ваков услов на најповолна цена имате источни понуди. Еве вака да и кажам, кои што за нас како држава мислиме дека не се најсоодветни, а само со самото тоа што се најевтини. И тоа не смееме да го дозволиме. Се работи за двефазно набавување на опреми, по 20 на милиони евра се двете фази, значи зборуваме за јавна набавка од 40 милиони евра, која што треба да биде децениска, употребена, веројатно 20-30 години, колку што употребен век на таквите машини, и не смеете да се дозволите вака да ги лупкате парите како сакате на граѓаните. Затоа беше поништен овој тендер. Вториот дел на тендерот беше исто така еден обид кој што го направија да вграда дури и дополнителни услови. Не успеа да ги вградат другите дополнителни услови. Односно операторите кои што ќе понудат сепак најниска цена, тие ќе ги добијат тендерите. И затоа беше поништен. Па чекавме да се донесе новиот закон за јавни набавки, се објаснивме со Европската унија, со Сигма, со кој што работиме, дека покрај најниска цена треба да има и квалитет. И сега имаме 60% цената, 40% квалитетот. Така да сакаме да добиеме понуди квалитетни од најреномираните светски компании за ваков вид на механизација, булдожери и камиони, тоа се джиновски, огромни се, кои што работат на рудниците во рек Битола, заради тоа што тоа се прави еднаш. Од идеја може да добиете поевтино, дефинитивно, но ќе оплатите ѓаволо и половина после тоа. Со делот што нема делови, со делот што тие се полесно расипливи, квалитетот е понизок и слично. Сакаме поквалитетни механизации, заради тоа што тоа се прави еднаш за секогаш, така се вика. А при тоа, во меѓувреме, директорот вети вчера на пресконференција ќе ги даде цените на ископот што бил до 2017 до 1 јуни и цените на ископот што бил од тогаш наваму. Ќе видите какви разлики, затоа се тие 87 милиони евра што ги има ЕЛЕМ на својата сметка. Тоа се домакински политики, транспарентни политики, конкурентни политики, на кои што има фајт преку негативна лицитација, кој даде пониска цена, на исти побаруван квалитет на работа, тој ги добива. И ако сме имале цени 154 денари од метар кубен, сега се цените 89, 92, 95 денари, скоро дупла се помали. Знаете ли дека на ЕЛЕМ име ЕСМ сега поново профитабилноста е намалена? Еве имаше пред неколку дена исто така извештај за профитабилноста на јавните предпријатија. Зголемена е за 5% вработените, бројот на вработени, имаат некаде околу 4800 скоро вработени, но е намалена профитабилноста. Ако ја гледате профитабилноста низ еден параметар е една, ако гледате низ друг параметар е друг. ЕЛЕМ има веќе насочено сериозни средства, или СМ сериозни средства во капитални инвестиции, кои што од досегашната резервираност на политиките дават за право да инвестираме во екологија и на јакнење капацитетите на рек Битола, но и секако на ЕЛЕМ. Ќе го кажам директно одговорот кој што сакате, но рете да го кажам токму и тој дел. Треба да знаат граѓаните што се случи во енергетиката во овие 2,5 години. Европска енергетска заедница која што не правише масакар заради либерализацијата, заради одложувањето и калкулациите, заради профитите на поединци, сега не прегласи за шампиони во Југоисточна Европа по енергетските реформи. Цената на струјата остана стабилна и тука е профитабилност. Ќе зборуваме за тоа. Остана стабилна и е намалена во одредени проценти. Во минатите години за 100% беше дуплирана, односно зголемена. За 100% зголемена.
При тоа, овде стабилизираната цена на електричната енергија, во неја е вградена ефтината тарифа, која што чини 11,4 милиони евра помалку давачки на граѓаните. Тоа ЕЛЕМ исто го носи на своји плеки или ЕСМ поново. Истовремено, одлуката да останеме без покачување на цената на струјата, ЕЛЕМ го носи на своји плеки. Тоа е граѓаните. Граѓаните создале оваа компанија, менеджментот успел заедно со извршната централната власт да ја прави компанијата профитабилна и кога носаме политики, викаме, не, цената на струјата нема да ја зголемиме, тоа ќе биде за сметка на профитабилноста на ЕЛЕМ. Овие 87 милиони одат два пати по 20 милиони во нови машини, одат 30 милиони во нови филтри, 10 милиони одат во инверторите, се квалитетно и продуктивно насочени средства, кои што никој не може да најде замерка на нивната работа. Добро, ќе најдеме мало замерка после вториот сет реклами. Останете со нас, ќе финишираме околу субвенциите за автомобилите и за енергетската стратегија, односно за случувањата во енергетскиот бизнис. Останете со нас после рекламите. Во студиово е премиерот Зоран Заев. Зборуваме за економските политики на владата, односно за 2,5 годишното владење на СДСМ ДОИ. Застанавме кај ЕЛЕМ, ЕСМ поново. Се пофаливте дека сме шампиони според Европската енергетска заедница, но убаво е кога сме на хартија шампиони, но пазарот не е либерализиран за граѓаните реално. Ни една компанија не нуди струја за граѓаните. Знаете ли тоа дека имаме само на хартија либерализација? Знаеме заради тоа што ако понудат компаниите ќе понудат поскапо државата, тоа што на граѓаните. Преку ЕВН или ЕСМ на ЕВН што испорачува. Зошто? Заради тоа што граѓаните си ги користат веќе своите создадени капацитети. На свој плеки дел од таа разлика на повисока цена на струјата државата, нивната држава, на граѓаните државата носи преку нивното електрани на Северна Македонија. Секако пазарот е отворен за сите. Секој граѓанин може за дома да си набави од пазарот. Не мора да чека ЕСМ да му даде преку домашното производство на струја. Тоа е отворено, но на пазарот цените се поскапи. Затоа ние директно, тоа што го носиме како одлуки, директно влија на стабилизирањето на цената на струјата. И дефинитивно потврдуваме, сите тоа не може никој да го негира. Имаме најефтина цена на струја на европскиот континент. И тоа не е слаба придобивка. Кога ЕСМ има 87 милиони евра добивка, односно финансиска ликвидност во моментот, толку пари има на своите сметки, кога е вградена ефтината тарифа на струјата, дополнително во целиот тој дел, кога инвестира во нови фотоволтаици, во нови обновливи извори на енергија, во нова механизација, во нова субституција, која што е само заради граѓаните, како делот на екологијата и помагањето кој што ги прави, сериозни успеси се тоа и затоа сме прогласени неслучајно за шампиони. Малце тајмингот се утна, требаше до нова година да бидат распределени ваучерите, па имавте грешка во чекори, па ќе бидат наредната година ако се стигне исто. Тоа е голема процедура, инаку 10.000 инвертори да се поделат. Сакав да ве прашам нешто за Чебрен. Некако затајувате во поглед на промовирање на овој проект, иако секој избори знаеме дека пред секој избори Чебрен и Вардарска долина се како мантра некоја што се повторува дека ќе се изгради. Едно време бевте прилично за онака загреани дека ќе се гради, сега нешто не го спомнувате. Вчера помине на влада, не знам дали го доловивте како новинар, но ве молам само да ја следите следната седница на влада во сабота, каде што ќе биде завршен административниот процес и ќе биде објавен јавниот поглед. Бараме приватен партнер во јавно-приватно партнерство. Прилика да информирам, пред се дома да знаат граѓаните, но секако да знаат и сите. Се работи за проект кој што е помеѓу 500 и 800 милиони евра, каде што електрани на Северна Македонија ќе влезат со својот удел, ќе кажам кој е тоа нивниот удел и бараме приватен партнер кој што ќе обезбеди парите. Проектот е рационализиран и ќе се гради Чебрен, нема галиште. Со градовото на Чебрен добиваме преку 420 мегавати
струја, сериозен капацитет кој што може да биде балансер регионален, не само за државата. Тоа е сериозен акумулацијски државен капацитет кој што станува вековиште и трајно добро и придобивка капитална за сите граѓани. Целта е преку новите услови кои што се разработени со АФС, Светска банка, направивме целосно реорганизација за да успее конечно тендерот. Оти претходната власт се обидуваше ако не 9 или 10 пати. Мислам дека беа 12 до 13 така не успеа. Сега веќе, она што го соопштуваме на сите потенцијални заинтересирани, ќе ви кажам кои се заинтересирани, е нешто кое што вродува интерес. Продолжуваме екстензијата на користењето на концесијата. Не знам точно колку години, но зголемуваме. Даваме можност за балансирање, кое што е и како важно, заради тоа што во партнерство се влегува со Електрани Северна Македонија и секако Електрани Северна Македонија влегува со својот капацитет, акумулацијата Тиквеш, односно хидроелектраната Тиквеш, која што генерира 12 милиони евра чиста добивка, односно профит од незината функционалност. Но таа е неопходна заради балансирањето и следењето на купните квантуми на вода заради планирањето на продукцијата на електрична енергија од Чебрен. Сето тоа се нови услови, ќе бидат секако уште постручно објаснети во самата тендерска документација, која што ќе биде објавена и таа ќе биде објавена буквално со одлуката на владата во сабота. Има различно мислење од ова што вие го зборувате, тоа дека не треба да се оди со јавно-приватно партнерство, туку треба државата да го изгради. Гледаме, зборевте дека ЕСМ има капацитети тоа да го направиме 80 милиона на сметка евра, па ако ги земеме во 80 милиона. 800 е Чебрен. Да, али ако ги земеме на пример во изминативе 10 години тоа што не сте го реализирале како капитални инвестиции сите влади, не само вашата, значи изминативе 10 години од 2008 до 2018, точно се 800 милиона евра. Значи таму да отидат да го изгради државата самиот капацитет, има поголема логика бидејќи големите компании нема да се нафатат заради природата на браната, бидејќи треба време на полнење, треба време на кога ќе биде искористливоста и останатите делови. После новинарот менував да го тепа премиерот Заев, зашто тоа јавниот долг пораснал и се зголемил и слично. За ова не, за овие 750 што не сте ги искористиле милиона за 10 години во не е така. Тоа така лесно на хартијата да го видите дали сте го искористили или не. Ако гледаме, еве ги направи сметките и тоа само од ребалансираните буџети не сте искористиле, мислам сите влади да не оваа само да рачистиме од 2008 до 2018 се овие бројки, 752 милиона како капитални инвестиции не сте ги од сопствени капацитети само од заштеди или од самите резервации, од самите непотрошни капитални инвестиции не се гради Чебрен. Се работи за проект меѓу 500 и 800 милиони евра зборуваме. Дефинитивно ако влезе сама државата, таа повлекува кредит. Може од сопствените капацитети на ваквите заштеди да го враќа тој кредит, но таа мора да повлече кредит кој што веднаш ќе се калкулира во јавниот долг. Прашањето е дали треба државата наша за се да влече кредит. Таму кај што постои интерес на приватниот фактор, треба да му дадем приватниот фактор да инвестира. Заради тоа што ако е инвестиција дојдена од Германија, нема да ја носи во Германија. Тука ќе е хидроцентралата Чебрен. Ако е инвестиција дојдена од Австрија, ако е инвестиција дојдена од Швајцарија, ако дојдена не знам од Русија, од Кина, од каде и да е, самата инвестиција таа останува трајна придобивка тука. Што и треба на државата? Струја и треба. Продукција на струја и треба. Државата не мора да биде собственик на се. Не мора стварно да биде собственик на се. На пример ЕСМ да биде и да се изгради бидејќи тој е најголемиот концептуално е ова разликата. Тоа е вечна дебата. Може државата сама да гради, да повлече кредит, сами да го направи тоа. Може да го даде 100% на приватен, може да влезе во јавно-приватно партнерство. Светска банка во сите наши анализи ни вика: немојте бе луѓе за се да повлекувате кредити. Дајте некаде употребете го јавното приватно партнерство. Тоа на секаде во светот дава резултати. И јас би градал студентски домови со јавно-приватно партнерство. Правиме анализи. Јас ќе градам училишта со јавно-приватни партнерства. Ако анализите тоа го потврдат. Секаде можеме да градиме патишта со јавни-приватни партнерства. Гасификацијата е во државата, вчера донесовме исто така прва одлука. Помината е одлука. Да, ќе тргнеме со јавно-приватно партнерство. Значи Шилегов ќе изгуби во случајот. Нема да изгуби. Разговаравме, виде дека не му треба и наградат ново задолжување. Се откаже готово, значи. Заедно дефиниравме услови, заедно го соопштивме тоа на последната конференција. Рационално и легитимно е правото секој да има своји ставови. Но кога ќе извадите бројките, кога ќе извадите параметрите и викате: добро, Петар, ти може да одлучиш сите тие наредни 100 милиони евра да ги лупкаш тука во гасификацијата,
Или тие пари да одат во подобра инфраструктура како патишта, паркови, дрва, зелени површини и слично, а овде да влезе јавно-приватно партнерство да гради. Како под услови кои ќе даде најефтина цена за приклучок на граѓаните. Така да, кои ги извадивме бројките и параметрите, реално јас сум демократа човек, јас сум прифаќал во од сите случај, други. дуи победи, бидејќи идејата за јавно-приватно партнерство за гасификација на целата држава беше на дуи, односно на министерот за економија Затоа сум лежал за тоа јавно-приватно партнерство, немајте Добро, дуи идејата. добро, Првото јавно-приватно партнерство Но, држава да ајде го проведе да Зоран финиши. Заев. И да се знае, за тоа беше у абсен 7 дена, беше во притвор. финишираме Тоа е со- проектот Глобал. со- Јавното приватно партнерство дава резултати ова наша земја. Добро. Ако е паметна и ако има капацитет, треба да го употребува. Дали е на ДУИ, дали е на СДСМ, тоа е на владата. Добро. И тоа е заедничко. Точно е, Еве министерот нешто за што економија, рете, за да не испадне па, министерот за економија беше авангарден, точно во оваа работа, Крешник Бектеши, прошетено младо момче кој што има чест да води економијата, покаже и докаже пред сите дека треба тоа. Тој потрши време со Шилегов. Тој разговараше со мене, Значи- со Ангиушев, со сите нас. добро. Така да, дефинитивно одлуките се на владата на крајот. Значи го победи Дуи победи во аргументите на Дуи Сега во кажете, овој. должиме еднаш сега. Не, веројатно компензација Дај затоа Боже, што така убавите идеи, нека не победуваат затоа секој што пат, нема изгуби проблем. Дуи на пример за субвенции за автомобили. Министерот Бектеши точно на тоа место каде што седите вие на 15 септември објави дека ќе има можеби да има два типа на субвенционирање за замена на половни автомобили. Тоа беше или 3000 евра секој да добие што ќе го одјави возилото и да си купи друго возило поеколошко или да се интервенира во данокот на додадена вредност, односно да се намали стапката за купување на возило. Гледаме дека од тоа нема ништо. Едноставно, тука беше кажано, после не беше реализирано. Мене ме интересира кој придонесе за поразот на Бектеши во овој случај. Дали тоа беше вице-премиерот Кочо Ангјушев, бидејќи му реагира импортерите и рекоа дека не треба да се дава таква субвенција, или беше виновна за поразот Нина Ангеловска, министерката за финансии, кога види дека треба да се чепка во данокот на додадена вредност, па советниците и рекоа никако тоа не смее да се дозволи да се нарушува данокот. Зошто изгуби Крешник Бектеши, односно Дуи во Кој овој случај? придонесе да изгуби Крешник Бектеши овде за субституцијата или субвенциите? Да нема субвенции. Кој беше главниот фактор? Еве најпрецизно ќе ви кажам кој. Истиот тој што придонесе Крешник Бектеши да победи во делот на јавното приватно партнерство за гасификацијата. А тоа е аргументацијата. Анализата која што покаже дека ако одиме со субституцијата, капацитетноста е 700 возила, не повеќе, да бидат заменети од нафта на природен газ. И тоа да го помогнем. Ништо повеќе. Со законско систематско решение, во кое што е вграден комплетно министерот Бектеши, овозможивме да добиеме придобивки кои што ќе значат дефинитивно прво повеќе никогаш да не бидат возилата третирани само од фискалниот аспект. Втората важна цел е прв пат да има вградено компоненти на стимулирање на набавка на еколошки возила и третото, најважното, каде што доминираше и преовлада, е стимулира обнова на возниот парк во државата на суштинска и систематска основа. Не само на интернет. Ништо до сега се што е увезено 300.000 половни крнти кои што загадуваат ќе си останат да се возат. Значи, во иде на државата ќе употреби и сите други своји механизми да процесот на замена на возилата кон поеколошки го стимулира. Новото законско решение, кое што го има од законот за данокот на моторните возила, кој што сега е во собраниска процедура, односно ако не и помина, треба уредбата да ја донесеме, треба да ги дефинира сите овие нови механизми. Треба наредната во сабота, мислам да се донесе, не е помината, затоа не разговараме за уредбата не разговарам, денеска. треба да се донесе, таа не е конечна, има уште анализи. Но главната функција на законот е тој. Значи не е само фискалниот дел. Дефинитивно, тоа не значи дека за посиромашните граѓани нема понуда. Има понуда еколошка сега. Добро, ќе видиме како ќе биде, кога ќе биде уредбата донесена. Да, ќе ги знаеме деталите. Што се случува? Ова мора да го закуцам. Слушам. На основа на аргументи одлучуваме. Никој не е фатен конечно заради своја суета, ако кажал нешто, тоа да го имплементира. Последното И прашање при тоа самите сме го рационални, начнавте. што е најдобар интерес на граѓаните. Последното прашање го начнавте, викате слушате. Каква порака испраќате која не ја послушавте антикорупцијска дека треба да го
преземете мерки против вице-премиерот Кочо Анѓушев. Ви советува, односно ви посочија дека нарушена е процедурата при намалувањето на царините за литиум-ионските батерии, односно акумулаторите што се користат во возилата што ги произведува Брако, компанијата на Кочо Анѓушев. Зошто не ја послушавте, а викате слушате цело време, не ја послушавте и преземевте, го разрешевте, го укоревте, кажевте, постапевте по кажувањата на антикорупцијска. Зошто едноставно не испративте порака дека ја почитувате таа институција и дека сте подготвени како влада нешто да преземете, бидејќи нели на крајот целта е да изградиме едно општество каде што ќе се бориме и против корупцијата. Ево вака. Антикорупцијска пушти допис до нас за да дадеме одговор. И ние дадовме одговор кој што е вистината. Во тоа што на вистина се случило. Кочо Анѓушев се изема прво со писмо во целата постапка, на крајот се изема од одлучување. Тоа законот го утврдува. Тие викат, ама да, седел на седницата на влада кога се дискутирало. Абе се иземало од одлучување. Тој можел да биде во Виена, во Париз, во Пекинг, владата ќе донела овие одлуки. Истиот Зоран Заев сум јас, кој што промени со така наречената метла 150 луѓе еден дел беа заради антикорупцијска комисија. Истиот Зоран Заев се откажа од намерата да биде министер за финансии заради таа антикорупцијска комисија. Истиот Зоран Заев се јави во земјоделие и рече да тужете антикорупцијска комисија на управен суд за субвенции, ти ги победивме. Истиот Зоран Заев е тој кој што денеска даде одговор како мој предлог, владата го донесе одговорот и донесе одлука што всушност се случувало за делот на укинувањето на царините на литиум-ионските батерии. Зарем не треба еколошките стандарди да ја носиме тука? Така да, јас ви кажувам дека сум и како слушам што кажуват, ама знам и да се спротивставам таму каде што не верувам. Сум кажал, Лјупче Николовски беше да тужиш на управен суд. Има таму еден претседател на совет кој што од СДСМ дојден во Стара Нагоричани, кој што има неправда од антикорупцијска комисија, ме консултирал и што да правам, да тужите. Да тужите, ние треба си да почитуваме антикорупцијска комисија. Но таму каде што тоа е недосмислено, јасно и го гледаме, апсолутно откажувај се. Не може директорката си вработила сестрата, кај неа во училиштето и сега што ќе се правиме дека сме паднати од Марс, не постапуваме за се што треба. Но истовремено таму кај што не согласуваме и како имаме управни постапки. На управна постапка, суд, се докажуваме аргументите на маса, ние што треба се коригираме, таму кај што треба антикорупцијска да се коригира. Јас сум истиот тој прв политичар во извршната власт што создал услови, меѓу другото да се избере ваква независна институција. Јас сум примерот на почитување на препораките. Така да секој пат постапуваме онака како што тоа законите ни го наложуваат и плюс етичкото однесување, треба да бидеме пример и за сите. Добро, премиер, мило ми беше што бевте дел од економски магазин. Се надевам дека ќе гостувате почесто на тема економија, ќе доаѓате во емисијава, па се надевам и некоја дебата ќе направиме со опозицијата или може би идната власт, не знаеме како ќе завршат изборите на 12 април. Значи како шеф на најголема политичка партија наскоро нема да бидам. Така реално очекувам дека нема да има потреба од одложување на изборите, стојам на располагање. Државата ги реши ЕУ, НАТО, прашањата, економијата не останува доминантно, секако и трансформацијата на општеството. Верувам дека ќе имам повеќе шанса да бидам ваш гост. Економски магазин отворен е за вас. Мене ми останува да ви се заблагодарам што бевте дел од оваа емисија, што не следевте. Само да ви кажам дека ќе правиме мала новогодишна пауза. Наредната емисија ќе биде на 15 јануари 2020 година. Се надевам дека ќе ја реализираме на интересна идеја околу тоа да посветам емисија на жените во економијата, кои што носат сериозни одлуки од кои ни зависи квалитетот на животот. Од мене толку, секој добро, останете со вестите на Алсат на македонски јазик. Довидување.